Општина Ѓорче Петров денеска блесна во духот на музиката, играта и културната традиција како домаќин на 23-та регионална ревија на песни, музика и игри, организирана од Сојузот на Здружение на пензионери на Македонија. Во секоја песна, во секој еуро и секој стих се чувствуваше гордоста што ја носиме како народ. Чест ми е што токму Ѓорче Петров беше местото каде денеска се славеше животот, заедништвото и традицијата, изјави градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Преку оваа ревија уште еднаш беше потврдено дека културата не познава возраст. Таа обединува, мотивира и инспирира. Општина Ѓорче Петров останува посветена на поддршката на вакви настани, кои збогатуваат заедницата и го носат духот на Македонија низ генерации, велат од локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека по повеќе децении на големо барање на жителите од овој дел на населба Бутел се започнува со реконструкција на улицата Зуфер Мусиќ. Денес започнуваме со градежните активности за реконструкција на улицата Зуфер Мусиќ. Оваа улица за прв пат се реконструира после многу години. Реконструкцијата на оваа улица е дел од големата градежна офанзива, со која ќе реконструираме 70 улици и вложуваме 150 милиони денари. Ветувањата кон граѓаните се реализираат, чекор по чекор ја градиме општина Бутел. Продолжуваме со силна динамика, напиша Костовски на социјалните мрежи. Општина Центар за прв пат воведува училишни униформи за сите основци. Градоначалникот Горан Герасимовски во телевизиско гостување информираш дека од септември учениците во сите општински основни училишта ќе ја започнат учебната година во униформи. Тоа што е новост, како општина обезбедуваме за сите ученици од септември да имаат нови униформи. Ја подготвуваме јавната набавка за нови униформи за сите приближно 4700 ученици во нашите основни училишта. Од прво до 9-то одделение верувам дека истата ќе заврши набрзо, па од септември сите ученици ќе бидат во нови униформи во општина Центар. Дополнително 4-та година поред обезбедуваме и бесплатни ранчиња и училишни прибори за сите првачиња, истакна Герасимовски. Градоначалникот потенцира дека се прошируваат и подобруваат капацитетите во училиштата, но и во самите градинки. Приоритетни е упис на дечињата во градинките кои што се жители на Центар, но во дел од градинките останува простор за упис на дечиња од други општини, чии што родители работат на територија на општина Центар и имаат потреба да ги остават децата во близина на својата работа. Како општина, поради тоа што имаме доволен капацитет во градинките, овозможуваме и тие дечиња да бидат запишани во нашите градинки. Одлично поминува процесот за упис на првачиња од 2 мај до 30 мај. Верувам дека бројот на запишани ученици малку ќе се зголеми во однос на минатата година. Ова го изјави првиот човек на Центар. Општина Илинден ќе биде домаќин на првиот регионален саем за економски развој. Денеска го потпишав меморандумот за соработка со компанијата Panex Expo Duel, со цел да се организира настан кој ќе ги поврзе локалните бизниси, предприемачи, инвеститори и други клучни актери за стимулирање на економскиот развој и создавање на нови можности за раст во општината, истакна градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски. Организирањето на ваквите настани е од особена важност за развој на економијата. Ние како општина ќе бидеме покровител на овој регионален саем кој планира да се одржи на 26 и 27 јуни оваа година, потенцираше првиот човек на Илинден. Во Домот на културата Билјана Беличанец во Скопската општина Киселавода се одржа промоција на литературата за деца и млади, археолошка азбука и археолошка Брајова азбука. Автори на делата се универзитетските професори доктор Антонио Јакимовски, доктор Елизабета Томевска-Илиевска и магистер Маја Јаневска. Делата ќе ги промовираат археолог професор доктор Маријан Јованов и професор доктор Ана Фрицхан, психолог. Ми представува особена чест и задоволство што денес сме тука заедно со почитуваните професори Јакимовски, Елизабета Томевска-Илиевска и Маја Јаневска, како и пратеничката во Македонското собрание Катерина Димитровска. Во Домот на културата Билјана Беличанец, за заедно да промовираме едно навистина посебно и вредно издание – археолошка азбука и археолошка Брајова азбука. Прва литература од ваков вид за деца и млади во нашата земја и пошироко во регионот. Поддржана токму од Киселавода, истакна градоначалникот на Киселавода Орце Ѓоргиевски.
Поддршката што ја дадовме на археолошката азбука и незиното издание на Брајово писмо е токму и во таа насока, да понудиме литература која истовремено е и образовна и инспиративна, која ги запознава децата со богатата археолошка ризница на нашата земја и ги поттикнува да се чувствуваат горди на своето културно наследство. Посебно радува фактот што овие дела ќе им овозможат на децата со оштетен вид, рамноправен пристап до знаење, визуелно адаптирано и внимателно подготвено според нивните потреби, истакна Ѓоргиевски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја